Од 10 ноември на државјаните на околу 60 земји, вклучувајќи ги и балканските, ќе им биде потребен посебен сертификат за влез во Европската унија, како и во Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштаин, кои се дел на Шенген зоната. Почнува да функционира новиот систем за влез-излез ЕЕС, која предвидува апликацијата за влез во земјите на Унијата. Вториот чекор, попознат како Европски систем за информации и овластување за патување, ETIAS, ќе бара издавање дозволи за патување и проверка на патниците. Во новите правила има и исклучоци. Формуларот ETIAS нема да треба да го потполнуваат лица кои имаат владина виза или дозвола за престој во земја на Европската унија. Исто така и оние кои имаат дозвола за локален граничен сообраќај ќе можат да влезат во земјите на Европската унија без потполнување на формуларот, но ќе се третираат само како дел од локалниот граничен сообраќај. Појаснуваат од Европската комисија. Поблаго ограничување на влезот важи и во случај на одење на лекување, доколку постои опасност по живот на барателот или роднина, одење на погреб на член на семејството, овраска за појавување пред суд или некоја важна овраска. Во тој случај, патникот ја пополнува апликацијата ETIAS за така наречена ограничена лиценца, се наведува во овие причини.